4 нови градски автобуси, вредни фрапантни 1 милион евра, а кои во функција беа ставени во август 2019 година, за само 18 месеци од пуштањето во употреба, изеле 12.500 евра, народни пари за нивно сервисирање и одржување. Оваа сума може би и немаше да биде дискутабилна ако не стануваше збор за нови автобуси, кои при тоа имаат и 2-годишна гаранција од добавувачот Автомакедонија од Скопје и која истекува дури за 6 месеци. Автомакедонија ќе има обврска да обезбеди сервис и резервни делови за новите автобуси во период од 2 години, заедно со гаранција за возилата од минимум 24 месеци или 100.000 изминати километри. Стои во образложението при набавката на автобусите. За директорот на јавното предпријатие Градски сообраќај Илија Ивановски пак нема ништо спорно во оваа сума, бидејќи, според него, 2-годишната гаранција не подразбирала бесплатен сервис, туку подразбирала само обврска на добавувачот Автомакедонија за во тој гаратен рок да ги обезбедува сервисот и одржувањето на автобусите, но за направените услуги имал право да си наплаќа соодветен паричен надоместок, што било и правено во изминативе 18 месеци. Па така биле потрошени и тие 12.500 евра, објаснува Ивановски. Меѓутоа, овде интересно е да се спомене и фактот што заради короната, новите автобуси минатата година најмалку 3 месеци беа целосно исклучени од сообраќај, а и после тоа возеа со редуцирани линии, што индиректно би значело дека новите автобуси во ефективна возна состојба биле нешто повеќе од само 1 година и за тој период потрошиле точно 762.828 денари. Инаку, набавката на овие екоавтобуси од самиот старт беше проследена со низа контроверзи и бројни сомнежи во јавноста, пред се заради екстремно високата цена од по 250.000 евра за автобус. Сепак, градоначалникот Илија Јовановски тврдеше дека цената и условите под кои беа купени биле одлични, бидејќи станувало збор за нови, а не за репарирани автобуси од јапонската марка Исузу. Овие 4 автобуси ги зедовме сега, а плативме само еден. И во наредните 3 години ќе се отплаќаат по еден автобус. Тоа е добро и то без кредит, без камата и без никакви додатни трошоци. Во моментов како отворен проблем останува и танкирањето на метанот, гориво на кое возат екоавтобусите, бидејќи, иако беше ветувано, сепак во Прилеп се уште нема пумпна станица за метан, па автобусите на секои 2 дена по гориво одат во Битола. Директорот Ивановски немаше конкретен одговор кога ќе биде поставена оваа пумпна станица, правдајќи се дека тоа било обврска на бензинските станици, а зашто јавното предпријатие веќе имало распишано и тендер.